Драги слушателки, добре дојдевте на аудиопрограмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку ова програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости и разочарувања, предизвици и победи. И најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени и сакани во Божите очи. Дали некогаш си загубила некој близок или нешто од голема вредност за тебе? Дали некогаш си го загубила твојот дом, твојата фамилија, или си се преселила на ново место, каде што не знаеш никого? И си се прашувала дали некогаш ќе можеш да припаѓаш таму? Дали некогаш си ја почувствувала длабоката болка од загуба и си посакувала да исчезнеш и да избегаш далеку за да го избегнеш болното чувство? Во денешната епизода ќе зборуваме за загубата, болката што доаѓа со неја, но и за надежта која ја имаме во Бог. Затоа останете со нас, скапоцени и сакани жени, бидејќи во денешната епизода ќе си спомниме за надежта која ја има дури во најмрачните моменти во животот. Запознаја Рута, вдовица, емигрант и идна прабаба на крал. Ако некогаш си мислела дека имаш изгубено многу во животот, можеби откако ќе слушнеш мојата приказна, ќе бидеш утешна дека постоеше жена која го одеше тој болен пат на загуба пред тебе. Се викам Рута. Мојата целосна приказна е запишана во Библијата. Библијата е вдахновена од Бога и тие што ја запишале точно тоа што Бог сакал да го запишат. Резултатот бил совршено и свето Божјо Слово. Библијата се состои од два дела: Стариот завет, времето пред Исус, и Новиот завет за време и по Исусовиот живот. Има една книга во Стариот завет што го носи моето име и таму можеш да ја најдеш и прочиташ мојата приказна. Сум доживеала секакви загуби во животот, но мојата приказна е жив доказ како Бог може да ги претвори загубите и трагедиите во приказна за надежд и радост. Како жена се заљубив во мажот од моите соништа. Се омажив и сонував за семејство. Се разбира, ова е нешто вредно за сите нас како жени. Сепак мојата прва загуба дојде кога умре мојот млад сопруг и ме остави вдовица, што ми го одзема сонот за мајчинство. Одеднаш мојот живот се преврте наопаку. Немам сопруг, немам деца. Само неочекувани и болни загуби кои ме оптоварија. Како млада вдовица останав со мојата свекрва Ноемина, кој исто така загуби син и сопруг и чувствуваше длабока тага и горчина. Та одлучи да се врати во нејзината родна земја, Витлеем, многу далеко од мојата татковина. Одбив да ја оставам сама. Како можем да го направам тоа? Беше стара, слаба и безнадежна. Како може да преживее сама без некој да се грижи за неја? И така се најдов одвоена од мојот народ, мојата земја, моите традиции, мојата култура. Со други зборови, ја изгубив удобноста, оставив се зад себе и тргнав на патување кон непознатото. Што повеќе може да изгуби една жена? Сепак тоа ми беше познато и дека Бог никогаш нема да ме напушти. Дозволете ми да ви кажам дека во мојата татковина, каде што пораснав, нашиот народ се поклонуваше на идоли, лажни богови, статуи направени од камења, но од мојата свекрва слушнав приказни за вистинскиот жив Бог и како тој ги штител, избегнувал своите деца, се грижел за нив и никогаш не ги оставил ако тие го следеле со сето свое срце. Така и јас одлучив да го следам единствениот вистински жив Бог без разлика на се. Тргнавме заедно на патување назад во Витлем, каде што стигнавме во сезоната на жетва,
Решив да работам напорно на полињата, за да не го изгубам и мојот живот поради сиромаштијата и глад. Но таму на полињата почнаа да се расплетува Божиот поголем план за мојот живот и иднина. Го запознав воз, собственикот на полето и благодаредниот човек, кај кого најдов милост и благодат. Тој ме сакаше, ме почитуваше и ме зема како своја сопруга. Господ ми даде да останам бремена и родив син, станав прабаба на кралот Давид, еден од најголемите пророци и кралеви кои што живееле на земјата. Живее во свет на безнадежност, празнина и загуби, но Бог ме исполни со радост и благослови. Имав избор или да жалам за моите загуби и да останам роб на својата болка и горчливи спомени, или да му верувам на Бог и да се радувам на тоа што ќе добијам со Него. И Господ не ме изневери. Нели ви кажав дека мојата приказна е жив пример како Бог може да ги претвори загубите и трагедите во приказната за надеж и радост. Драга сестро, која не слушаш сега, можеш да најдеш целосна приказна за Рута во Библијата. Те охрабрувам да ја прочиташ, ќе видиш како Бог плете една неверојатна приказна во сите своји детали. Истиот Бог на Ноемина и Рута може да биде и твој Бог, ако поверуваш во Него, ако му го предадеш своето срце и ако го поканеш во твојот живот. Животот никогаш нема да биде совршен, бидејќи живееме во скршен свет, оштетен од гревот. Но ако ја ставиш твојата рака во Божите раце, тој ќе чекори со тебе по овој тежок пат и нема сама да се соочуваш со твоите загуби. Семојкниот и верен Бог ќе ти помогне да ја надминеш болката и ќе го исполни твоето срце со мир, радост и покрај твоите загуби. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. И посакувам добре дојде на Сара на радиопрограмата Ценета и сакана. Сара е професионален советник и психолог и денес ќе разговараме заедно за болната тема за која сите ние сме се соочиле во еден момент од животот. Загуба. Тоа е зборот од само 6 букви, но овие 6 букви имаат огромен ефект врз нашиот живот. Сара, што е тоа загуба и како влијае на нашите животи? Загубата е постојан потсетник дека животот на ова земја не е вечен и дека не треба да ги прифаќаме работите и луѓето здраво за готово. Тагата која доаѓа со загубата ни кажува дека ни е одземено нешто кое многу ни значело во животот. Загубата доаѓа во различни форми. Може да биде губење на блиска личност, како пријател или член на фамилијата. Може да биде губење на финансии, како куќа, способност или работа. Загубата може да биде во форма на дислокација, како губење на државата, стабилност или губење на чувството за безбедност после одредена траума. Понекогаш ги губиме нашите соништа за едукација или одредена кариера, бидејќи сме лишени од тоа да ги постигнеме,
Многу често губиме доверба во другите поради разочарување, предавство или злоупотреба. Како жени, загубата може да биде во форма на губење на младоста и убавината. Старењето и растењето ја заменуваат нашата младост. Како резултат на ова носи несигурност и губење на самодовербата. Сите овие загуби оставаат лузни во нашите животи како жени. Различно реагираме на нашите загуби. Некои жени се шокирани и остануваат во состојба на неверување. Тие постојано ги негираат своите загуби и се преправат дека се е во ред, додека загубата ги јаде од внатре. Други се лутат на Бог, на другите, па дури и се обвинуваат себе си за нивните загуби. Некои жени се дават во вина, огорченост и длабока тага. Важно е да се запамти дека загубата влија и на нашето физичко здравје. Губиме сон и апетит за јадење и како резултат на тоа, нашите тела стануваат слаби и болни. By a roadway in the wilderness, you lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. There seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. Што им велиш денес на сите наши ценети сакани слушателки, кои може би доживуваат загуба на еден или друг начин? Најпрво сакам да им кажам на нашите драги пријателки и сестри дека не се сами во оваа болка. Сите сме доживеале загуба во некои моменти од нашите животи. Сочувствуваме со тоа низ кое што поминуваат, бидејќи ние сме биле таму претходно. Денес можеш да избереш да бегнеш од твојата болка со тоа што ќе го пополниш празното место во твојот живот со депресија, зависност, како прејадување, прекумерна употреба на социјални мрежи, дрога или алкохол, или со допуштање на емоции како горчина, омраза, незадоволство или чувство на вина, кои ќе ти го уништат животот и човечките релации. Но мораш да застанеш и да се запрашаш: каде ме водат овие патишта? Се разбира, тие не само што ќе водат до физичко уништување, туку и до ментална болест и ќе заглавиш во маѓепсан циклус кој лесно може да ти го уништи животот. А тоа влија и на луѓето околу тебе, како твојот сопруг, деца, твоите родители или пријатели. Затоа, во критични ситуации како овие, нашите одлуки се најважни зашто тие обликуваат нашата иднина. Вториот чекор за исцелувањето е кога ќе престанеш да слушаш негативни мисли и негативни луѓе кои понекогаш те обвинуваат дека си жртва за твоите околности, дека не можеш да промениш ништо. Ова само ќе те води до очај и безнадежност и ќе те парализа да одбегнеш помош и промена. Бори се со тие мисли, држи се до луѓе кои се позитивни и охрабрувачи и одбивај да веруваш во лаги кои само сакат повеќе да те уништат. Третиот чекор на исцелувањето е оставање на твоето минато. Понекогаш продолжуваме да се држиме до убавиот живот кој сме го имале пред загубата и сакаме овој живот назад со личноста или нешто што го загубивме. Да се прифати дека минатото за секогаш го нема е крајно корисно и ќе ти даде поттик да одиш напред и да ја живееш сегашноста со надеж дека Бог има контрола
и тој има подобар план и иднина за тебе. Затоа додека тагуваш, отвори ги очите добро и обиди се да научиш нешто ново, нова вештина, нов талент кој не си знаела дека го имаш, така што ќе дојде прилика, а ќе дојде во вистинско време, ќе бидеш подготвена да го зграпчиш и можеби ќе биде подобро од она што си го изгубила. Конечно, побаре поддршка од луѓе кои се грижат за твојот живот, кои ќе те слушат и ќе ти дадат насоки. Ќе сватиш дека многу жени имале слични искуства. Седни со нив, разговарај, сподели твојата болка и слушај ги нивните приказни. Слушни како тие се справувале кога минувале низ такви времиња. Па така, ако чувствуваш дека сакаш да се затвориш во соба и да избегнеш интеракција со други, принуди се да комуницираш со луѓе на кои им веруваш, да шеташ во природа или да отидеш во продавница. Тоа што е најважно е никогаш да не се откажуваш. Ти благодарам, Сара, што денес не потсети на Божите ветувања за тие што сме со скршени срца и ни даде практични чекори за да ја надминеме болката од загубата. Драга пријателке, добре дојде назад на програмата Скапоцена и сакана. Дали знаеш дека Бог сочувствува со твојата болка? Во Псалам 34:18 книга во Стариот Завет е запишано: Блиско е Господ до не со скршено срце и смирените по дух ќе ги спаси. Друг стих во Псалмите глава 147 стих 3 вели: Тој ги исцелува скршените по срце и ги преврзува раните нивни. Верувај во Божиот збор со сето своје срце и дојди денес со твојот скршен дух и рането срце. Побарај од Бог да ти го земе товарот, тој кој ти го скрши срцето. Замоли го да ти го промени срцето. Господ е блиску до тебе и ќе те спаси. Има уште еден утешителен стих во Новиот Завет во Евангелието според Матеј глава 11 стих 28. Самиот Исус таму кажува: Дојдете кај мене сите изморени и обременети и јас ќе го успокојам. Кој е Исус? Тој е целосната слика на Бог кој беше олицетворен за да ја изрази Божјата љубов кон човештвото. Дали си изморена и обременета од болките од твојата загуба? Исус е одговорот. Тој вети дека ќе ти даде одмор. Драга слушателке, може би си велиш го сакам овај одмор, но како Исус ми дава одмор? Ова е одлично прашање. Trust
нешто што ни го вели Исус е ова. Дојдете кај мене, повикани сме да дојдеме лично кај Него. Не постои ништо помеѓу Бог и нас, никакви пречки. Колку е прекрасно ова. Имаме директна покана од семојкниот Бог, Бог кој не сака. Ова значи дека Бог сака да има врска со тебе. Да, со тебе, тој те познава по име. Разбираш ли сега колку си сакана? Колку си скапоцена за Бог? Па дали ќе ја прифатиш Божјата покана за твојот живот? Со прифаќање на Божјата љубов за тебе преку Исус Христос, тој ќе ти даде мир во умот и срцето. Тоа е едно долго и исцелувачко патување со Него, кое почнува тогаш кога ќе му ја признаеш твојата потреба на Бог и кога ќе поверуваш дека тој е единствениот кој може да те спаси од твојата болка. Без разлика која е твојата религиозна позадина, кои се твоите традиции, како си порасната, исто како и Рута, чија приказна ја слушнавме пред малку, следи го Господ Исус Христос, предај му го твоето срце и тој ќе те обнови, твојот скршен дух. Кога јас гледам неспособност, Бог гледа потенцијал. Кога јас гледам бури, Бог гледа виножита. Кога јас гледам трње, Бог гледа рози. Кога јас гледам загуба, Бог гледа добивка. Кога јас гледам темни тунели, Бог гледа надеж. Кога јас гледам очи, Бог гледа победа. Јас гледам со заматени очи на една смртна жена, но Ти, Господи, гледаш со нежни очи на еден милостив татко. Помогни ми, Господи, да ги видам многуте придобивки со кои Ти ме благослови и да не се фокусирам на загубите, зашто тоа ќе ја ослаби мојата вера. Драга моја ќерко, дали знаеш дека ти си скапоцена за мене уште од денот кога се роди? Дури пред да се родиш, јас ги знаев твоите најубави детали кога се уште беше во утробата на мајка ти. Мојата љубов за тебе никогаш не се промени, но со секое ново утро ја обновува мојата милост и грижа за тебе. Знам дека твојата загуба е голема и загубата во сите нежини форми е болна, а раната е многу длабока. Но сакам да знаеш дека јас не бев далеко од тебе во тој тежок ден, денот на твојата загуба, туку бев поблизу до тебе отколку ти самата. Ти се прашуваше дали се грижам и каде сум во тоа што ти се случи во животот. Мој скапоцено дете, јас бев покрај тебе среде твојата болка, ги видов твоите солзи како отечаа по твоето убаво лице. Сакав да се свртиш кон мене, за да ја најдеш својата утеха во мене. Копнеев да ја отфрлам твојата тага со мојата вечна љубов кон тебе. Таа љубов што ме натера да го испратам Исус Христос, да ти подари ново срце и нов живот. Може да ги оставиш твоите товари таги на Него, таму на крстот, каде што Исус умре за да те спаси од гревовите, и тој ќе ти даде убавина наместо пепел, радост наместо жалост и одмор за твоето уморно срце. Денес те повикувам да излезеш од твојата тага. Не останувај заробеник на твоите чувства. Подигни ги очите од твоите болни околности и погледни ме мене. Јас сум Бог, твојот Создател. Ти си скапоцена и сакана во моите очи. Чекам да се вратиш кон мене, да ја претворам твојата тага во радост и да ти дадам ново срце. Твојот небесен татко кој те сака, Бог. Драга пријателке, тука ќе завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни и заслужуваме смрт, но Исус умре за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш Неговата љубов и Неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода, не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш какви било прашања или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас, или имаш потреба од молитва, биди слободна да не контактираш на адресата Жени со надеж.